Почитувани слушатели, денес ќе размислуваме на тема јога. Што знаеме за јогата? Јогата потекнува од далечниот исток, од хинду системот. Таа се втемелува на филозофските и психолошките системи и е една од најраспространетите по целиот свет. Неа ја практикуваат образовани и необразовани. Таа е присутна во Европа, во Америка, во Азија, а и во нашата земја. За да се дознаат основните елементи на јогата и опасност од неа, ќе се задржиме на најглавните нешта. Еве неколку зборови од Мишра, за да ни биде полесно за да ја сватиме. Зборот јога се однесува на униомистика, од германскиот мистицизам, а тоа значи мистично соединување со универзалниот дух. Разликата помеѓу јогата и германскиот мистицизам е во тоа што јогата е по природа атеистичка, а во германскиот мистицизам е вклучено потрагата по Бог. Нивната сличност е во реалноста да ја дели идејата за самореализирање. Човекот мора да настојува да ја постигне вечноста преку практикување на многу прочистувања. Вечното јас или вистинското јас треба да биде дел од универзалната или крајната реалност. Основи на јогата. Како што рековме, јогата ова го нарекува процес на самореализација. Еве ги основните тврдења во врска со јогата. Секој телесен орган е поврзан со душата. Секоја душа има физичка и духовна природа, кои настојуваат да се манифестираат. Хармонијата и единството на овие две природи треба да се постигнат преку психолошки вежби. Човековото вечно битие е seможно, секаде е присутно и се знаено. Човековото вечно битие е иманентно, без почеток и без крај. Нема ниту раѓање, ниту смрт. Материјалните нешта се на пониско ниво од умот. Јогата ги вклучува сите гранки на физиката и метафизиката. Јогата значи синтеза на физичкиот и метафизичкиот свет. Небото и пеколот се производ на човечката илузија. Системот јога е поврзано со магија, мистицизам и окултизам. Јогата е спротивна на библиското учење. Системот на јогата може да се подели на 4 етапи. Првата ги опфаќа сите гимнастички лечења, вежби дишење, вежби релаксација, концентрација, медитација. Во тоа спаѓа само поучувањето. Некои велат дека во првата етапа можат да учествуваат дури и христијаните, бидејќи нема ништо лошо во тоа. Па дури и лекарите го препорачуваат третманот јога кај своите пациенти. Но тоа е потполно погрешно. Другата етапа представува контрола на подсвесното. Например, господарите на втората етапа можат да го контролираат и управуваат нервниот систем. Оние кои ги испитувале овие нешта велат дека јогистите можат да прават најнеобични нешта. Можат преку концентрација да ја зголемат или да ја намалат циркулацијата на крвта. Или можат да го направат едното уво поцрвено од другото, или дури да ја сопрат потполно циркулацијата на едното уво. Еден човек успел со јогата да направи на својата рака дури црти од крст. Тоа не е некое религиозно чудо, туку мотив за да се придобијат христијаните за хиндуистичката религија или да ги одвои од христијанството. Друг успеал со ножеви да ги прободува рацете и образите. Раните немале крв, туку биле затворени
и за неколку часа заздравиле. Третата етапа на јогата ја контролираат силата на природата. Еден тибетанец со концентрација успел да ослободи доволна енергија за да стопи лед. Има и такви кои можат да испуштаат пламен без психички или материјален предмет. Во тоа се вклучени некои демонски сили кои испуштаат оган. За тоа сведочеле и некои луѓе кои пред тоа се занимавале со јога. Еден човек сакал да се ослободи од јогата, но не можел со сопствени сили. Четвртата етапа на јогата се занимава со господарење над магијата и космичките сили. Тоа значи пракса на своите спиритистички и магични проблеми. Ова четвртата етапа е чисто демонска сила и појава. Господарот на јогата може да направи такви манифестации каде што се создава материализација на лебдење, телекинеза, состојба на транс, излегување на душата и други спиритистички феномени. Кое е христијанското гледиште во врска со тоа? Што ќе кажеме за јогата од аспект на христијанството? Нормално, јогата е спротивна и е против Библијата. Таа е осудена од Библијата со сите нејзини манифести и феномени. Библиски не е оправдана. Рационализмот во развиените земји не им дозволува на луѓето да ја согледаат опасност од овие феномени. Јогата на почетокот изгледа како некоја безазлена, наивна гимнастика, која може дури и да им помогне на психички оптоварените личности. А исто ја третираат и како здравје за телото. Но тоа не е така. Дури првата етапа е опасна за христијаните, бидејќи овие вежби се поврзани со будистичките молитви. Некои личности кои се занимавале со вежби од првата фаза изговарале такви зборови што одговарале за славење на Буда, например Буда е просветлена личност или Буда е врховен господар. Се прашувам, каква корист за христијаните кога се велича будизмот како религија и кој е спротивен на Христовото учење? Еден млад човек вели дека откако ги практикувал вежбите, немал никогаш желба потоа да се моли на Бог. И со тоа ја изгубил христијанската вера. Апостол Павле рекол: луѓето со својата мудрост не ја познаа Божјата премудрост, така што Бог преку безумство на проповедта одлучи да ги спаси оние кои веруваат во Него. Што корист имаме од будистичките и хиндуистичките системи, религии, окултизам? Ние знаеме дека Исус е пат од вистината и животот. Секој го навредува Бог кога се оддалечува од вистинското Христово учење. Секој го парализира својот духовен живот кога се занимава со јога. Време е да се размисли до кој степен Индија гладува и умираат од глад заради практикување на јогата. Ако јогата беше исправна религија, индиците ќе беа богати, развиени во секој поглед, но бидејќи е погрешна, оваа религија затоа е зависна од оние кои практикуваат вистинско христијанство, поврзано со Христос, а не со Буда или некоја друга личност. Исус рекол: јас дојдов во името на мојот татко и не верувате, а ако некој друг дојде во свое име, него ќе го примите. Значи, непознатото и туѓото на почетокот е интересно, привлечно, но кога ќе му се разоткрие суштината и целта за која постои, душата ќе се кае, а последиците ќе бидат тешки. Зошто одите да практикувате јога, да барате среќа кога самите тие што ја практикуваат се несрекни? Библијата вели: Исус, дојдете при мене, сите вие кои сте уморни, обременети, јас ќе ви дадам одмор за вашите срца, за вашите души. Бог нека им помогне на сите оние кои ја бараат среќата
но не во јогата, туку во Исус.